Марио и Даниел, кажете ми како сте вечерва, како си поминавте на подкастот кај Буки 13, исто така со екипата од Огњен, браќата Арџик и музичарите што беа со нив. С оглед на тоа дека 2 сат са бајле више, Арно и ви стоиме пред камера, добри сме, супер сме, еве како изгледаме, така и се чувствуваме. Барем јас борам у мој име. С оглед на тоа дека не сме двајцата сме по втор пат кај Буки подкаст. Јас секогаш заедно. Да, прв пат заедно, јас секогаш си поминувам одлично тука, најдомакински амбиент, некако најми е комотно, буквално како да сум дошол на едно така убаво, забавно доживување секогаш. Од подкастот беа спонтани или се работи, што би рекол Марио, за ретрограден Меркур? Па јас сметам дека кога станува збор за програма во живо, може да се случат. Јас стално велам едно, а тоа е дека кој работи греши, така да целата екипа тука напорно работи за овој проект да изгледа така професионално и како што изгледа, можеби и најдобро кај нас во државата, а тоа го докажуваат нели бројките. Така што мора да имаме разбирање кога станува збор за програма во живо, да се поддржуваме, да не бидеме толку импулсивни, туку да имаме баш разбирање кога некој работи, да го цениме тоа. Еве и ти имаш подкаст во живо, кажи ми дали се случуваат вакви работи? Стално, мене еве минатиот подкаст, например, ме рикна сите 3 камери 15 минути пред да треба подкастов да ми започне. Гостинкава веќе ми пристигна у студио. Ја не знаев што да правам, среќа па нели контакти, луѓе, познаваш некој што може да спаси ситуација у последен момент. Дојдоа, не знам, и Томи, и Дамјан донесоа кој што има од камери, поврзавме и почнавме нешто покасно, меѓутоа се случува програма во живо. Мене ми е многу поинтересно кога имам интеракција со публиката во истиот момент и затоа инсистирав кога го започнав овој проект да се емитувам во живо, со тоа што многу поедноставно би ми било кога све тоа би го снимал и во однос на термини и гости, затоа што ја се емитувам секој вторник од 9 ноќе и не можеш секогаш да ги уклопиш гостиве кои што сакаш да ти дојдат, меѓутоа ете, тоа што е. Се случува. А ретрограден Меркур има секако влијание на тоа. Да, секако. А дали мислите дека Ритко навистина беше болен и затоа не дојде на подкастов или можеби се работи за лага? Па јас секогаш се трудам да верувам, посебно кога некој посочува дека од здравствени причини може да се случи. Додека за некој тоа е непрофесионалност, јас би останал искрено воздржан, не само ради тоа што Ритко ми е драг, бидејќи стварно во моментот има стварно многу вируси, температура, настинки, грипови. Верувам дека не би сакал ни нас да не разболи тука доколку е стварно болен. Иако покажа топломерот дека е 36 со 1, меѓутоа се гледа дека грлото го болеше, дека гласот не му е тој кој што е. Така да јас би му посакал побрзо да закрепне, да оздрави, да биде свеж и во некое наредно издание да дојде во B13 подкаст. Треба ли јас стручна анализа на Ритко да му направам се? И се согласувам. Биба и Светле, како дојде до овие имиња, така Буки 13 да ве прекрсти? Дали ви се обраќаат во приватниот живот кога ќе ве сретат на улица со тие имиња и кое е вашето мислење за тоа? Мене ова често ме прашуваат, иначе јас сум тој што у принцип сите ги прекрстувам. Дали Моник, дали Светле, дали Биба, нема врска дали е од машки пол или женски, некако така ми доаѓа Мими или слично. Така што така беше и со Буки, ја уствари него го викав прво Биба, некако така, ајде да кажам, како блиска, драга особа, кој што немаше некој ни конкретно значење, ја верувам сите ги интересира зашто Биба, пошто го добивам тоа прашање многу често. Така што јас го викав, па он мене некако ме завика, валјда кај мене беше посоодветно. Така што јас си го превземав и не ми ни пречи кога луѓе ме викаат така, се додека е нешто позитивно, ги смее луѓето во ова депресивно, ајде да кажам, општество и време во кое што живееме. Само нека има насмевки, позитивна енергија и љубов и луѓето може секако да се викаме. Добро, јас за разлика од Даниел, кој што интензивно го викаат Биба и други луѓе осем Бојан, јас не дозволувам Светле да ме вика никој друг осем Бојана. Така што тоа дојде многу спонтано во еден домашен лајв, кога ми се јави на телефон што правиш, како правиш, ја му реков ништо, чекам машинава за перење алишта ми заврши, да ги испружам, ајде дојде, не можам, ќе ми се згужва тоа домаќинки, Светлана, ова и така настана. Уствари, како синоним за некаква домаќинка Светлана, завршив како Светле и ете го, мислам не се лутам, не ми пречи кога тој тоа го користи, меѓутоа останативе не го. Па добро, не го користат останативе ни кај мене, тоа е некако наша, ајде да кажам, интерна шала и пак ќе кажам се е тоа во интерес да го насмееме народот, да има позитивна енергија, меѓутоа се е тоа базирано на еден респект еден према друг и многу љубов пред се. А каков е Бојан во приватниот живот и дали се дружите позади камерите?
Апсолутно да, како што и Буки има изјавено, Буки е тој кој што е, стварно е. Ја искрено да ти кажам, последниве години посебно сум имал прилика да го запознам подобро и можам да кажам дека ми е многу драго што луѓе кои што имаат толку голема кариера, бидејќи он е дефинитивно со години број еден во шоумен, како да кажем, или едно од најпознатите мултимедијални личности на Балканот, при тоа да останеш толку многу приземен и приватно да бидеш тука за сите твои блиски, кажувам многу според мене за еден човек. Тоа го прави, тоест, еден човек да биде добар човек. Така да јас тој епитет ми е многу драго што можам да го ставам зад неговото име и да се пофалам дека имам пријател како него. Добре, јас со Бојан, например, бев многу далеку поблизок пред едно 10 години, кога всушност се запознавме. После му се случи све она што му се случи во животот и некако немавме ни прилика да комуницираме и еве во последно време во повеќето случаи се гледаме професионално, меѓутоа знае да се случи и некој кафе, некој ручек, така што мене секогаш ми бил драг, секогаш сум користел само убави зборови кога е тој во прашање. И драго ми е што ете на овој или оној начин е дел од мојот живот. Се надевам дека у најскоро можно време ќе ми возврати со гостување на подкастот, го договараме, сакаме да направиме една ексклузивна емисија. Ова е моје второ гостување кај него, така што наред и тој да се појави во еден македонски проект кој што не е негов авторски. А Даниел, од вас тројца само ти немаш подкаст, па дали некогаш би се одлучил ти да започнеш со подкаст или сепак ќе останеш на шминкањето и фризурите? Јас сепак би се задржал на оно што е моја примарна дејност, тоа е шминката и фризурата. Јас сум и релативно доста зафатен кога е работата во прашање и ретко имам време дури и за дружба со пријатели. Овој период некако е период на предсезона, момент кога немаме свадби за работа и слично, така што сега наоѓам време вака кај моите блиски пријатели како подобранец да ускочам во некои од нивните лајвови, да кажеме некоја шега, да се забавуваме, да е интересно, па да го поминеме времето заедно, убава енергија, да се дружиме со публика, така да задоволен сум со тоа да ја делам нивната публика и да кажам, иако имам многу позитивен фидбек и често ми го поставуваат ова прашање. Јас можам да ветам само дека повеќе би се обидел да македонската жена успеам да ја доближам до професионалната шминка и фризура со некоја сугестија, совет на моите социјални мрежи како што и го правам до сега. Меѓутоа во некој ваков тип на формат стварно не би се замислил себе, освен ако е нешто кратко а поврзано со убавина. А како би ги оцениле аутфитите на Буки 13 во Хајп звезда? Па јас имам некако прилика прв да ги видам, бидејќи јас сум тој што треба да осмисли што ќе се случи со фризурата, како што може да приметите Буки често ја менува фризурата да биде соодветна за стајлингот. И мора да кажам дека обожавам храбри луѓе. Многу ми е драго што има луѓе кои посебно кои што нивниот визуелен идентитет е толку многу признат од Балканот, ајде да кажам, каде што Буки твори и работи, а ти ја дава довербата да направиш нешто поразлично, нешто похрабро, нешто посветски, бидејќи он се труди тоа да го донесе на Балкан со гардероба, јас се обидувам да го доближам тоа со фризурата. Па види, Бојан е единствениот може човек од Македонија кој што третира висока мода и ја пласира и надвор од границите на Македонија, така што без разлика на тоа дали на некого тоа му се допаѓа или не, е за почит. Од друга страна, тој секогаш знаел да биде и експлицитен, и екстравагантен, и фешн ајкон, и вака и така. Постојат неколку модни парчиња кои што мене ме оставило онака со подзината уста. Постојат и неколку парчиња во кои што јас себе се гледам, така што супер, мислам, некако ги постави стандарди. Како кај автомобил, кола со здрав мотор, далеку ќе догура, така да и мислам дека Хајп звездите далеку ќе догураат со луѓе квалитетни како него, кои се ставени таму да си ја вршат својата работа. А Марио, дали ти би се пријавил некогаш на Хајп звезди? Па знаеш како, never say never, меѓутоа мислам дека ја завршив. Не, ти треба авторска музика да правиш. Да, завршив со учества на музички и реални шоуа. Пак ќе кажам, никогаш не вели никогаш, меѓутоа во овој момент мислам дека
било каков надпревар од тој аспект не ми доликува. Време ми е за авторска музика, време ми е за настапи и во наредниот период ќе се посветам многу повеќе на тоа. За жал музиката ја запоставив покрај подкастот. Некако 30 години наполнив, а не научив да се посветам на повеќе од една работа, ако сакам таа да ја терам на едно професионално ниво. Се посветив апсолутно на подкастов и ја запоставив музиката, но многу сакам да и се вратам и тоа ќе се случи за многу скоро. Во ред, ви благодарам на одвоеното време и се гледаме во следна прилика. Фала ви и на вас. Поздрав до вашите читатели, до оние кои ве гледаат на социјалните мрежи и останете така најдобри како што и сте. Еве да се заблагодарам јас, поздрав до сите ваши гледачи, слушатели, читатели, кој на што не следи, и да се видиме само заедно и за убаво.